Беше тоа на 21 септември 1994 година, кога во Скопје почна со работа телевизијата Сител. Беше тоа на 21 септември 1927 кога во Дојран е роден Христо Андонов Полјански, македонски историчар, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, долгогодишен професор на катедрата по историја на Филозофско-историскиот факултет, признат научник, проучувач на историјата на македонскиот народ. Автор е на 463 библиографски единици, од кои 36 се книги. Од неговите трудови посебно се издвојуваат 6 томови за Гоце Делчев, британската библиографија за Македонија, странскиот печат за Илинденското востание, британски документи за историјата на македонскиот народ и други. Умре во Скопје на 7 октомври 1985 година. На 21 септември 1948 во Гевгелија е роден Кирил Кангов. Завршил правен факултет во Скопје. Работел во акционерското друштво Трансбалкан во Гевгелија, член е на Демократската партија на Македонија од 1994. Автор е на книгите Вардариум и Вардарско време. На 21 септември 1901 година во Велес, во Џајково Мало, во борба против турската полиција откако снемал муниција, се самоуби Миле Попјорданов, брат на Орце Попјорданов, организатор на кружокот од солунските атентатори, македонски револуционер. Миле Попјорданов загинал во борба, долго време неговото тело било изложено на улица и никој не смел да го земе. Миле загина од заседа, кога со кочанскиот војвода Караџов се повлекувале преку Вардар и држеле одстапка кога се убиени. На 21 септември 1903 година загина Тодор Христов Офицерчето, роден во Велес во 1878. На Смилевскиот конгрес тој бил избран за воен специјалист при штабот на Илинденското востание, бил раководител на леарниците за бомби во Крушевско. За време на Илинденското востание, при напад на Крушево, командувал со 7-миот востанички одред од селата Селце, Обршани и Вранче. По ослободувањето на градот ја координирал градбата на фортификацијските објекти за одбрана и ги дал нацртите за изработка на Црешовото топче. На крајот на востанието, на 21 септември 1903 година, заедно со 18 четници, тој водел борба во планината Вилјач, Скопско-Прешевската околина, во која Тодор Христов заедно со 11 негови четници загинуваат. На 21 септември 1908 година во Кјустендил умре македонскиот композитор, хорски и музички теоретичар и педагог, еден од првите професионално школувани македонски композитори, Атанас Бадев. Роден е во Прилеп на 14 јануари 1860 година. Во 1879 Атанас Бадев основал црковно-училишен хор во Прилеп. Музика најпрвин студирал во Синодалната школа за црковно пеење во Москва, а потоа кај Мили Балакирев и Николај Римски-Корсаков при Дворската пеачка капела во Санкт Петерсбург. По завршените студии ја истражувал и собирал македонската народна музика, бил наставник по музика и хорски диригент во Солун. 21 септември се одбележува како Светски ден на мирот.